несреќна околност е што брзо после запечатувањето на стариот апарат, значи и тој беше донација, тој не бил купен нов, значи работел, бил доста амортизиран и не беше безбеден ниту за пациентите, ниту пак за вработените. Ние пишавме барање до Министерство за здравство, значи беа отпочнати некои постапки, но потоа фати корона кризата и веќе фокусот се стави на некои други работи. Да не се лажеме, значи имавме и почнато градба на ургентниот центар, новиот ургентен хируршки центар, кој што заради неплатени обврски стагнираше со завршувањето на изградбата. Тоа мораше да се реализира. Во меѓувреме исто така заради загадување на воздухот моравме да побараме помош од Министерството за здравство за изградба на гасна котлара и тоа е реализирано со нивна помош, тоа се капитални инвестиции сепак. Добивме во меѓувреме и компјутерски томограф, кој е мощен скап апарат, никогаш не би го набавиле, значи со нашиот буџет. А исто така и други апарати добивавме, значи од нив, например ендоскопски столб, сет за видеоинтубација и слично. Добивме и рентген апарат, добивме и ехо апарат. Значи далеко од тоа дека не сме добивале, меѓутоа мислам дека е навистина крајно време да со сите сили се потрудиме да дојдеме и до мамомат, бидејќи голем е бројот на жени во Куманово кои што се принудени да одат во други градови за да направат скрининг, еден задолжителен преглед, превентивен преглед, а некогаш и дијагностички заради рано откривање на карцином на дојка. Истиот е прилично расширен, околу 200 до 300 случаи на годишно ниво, значи се пријавуваат како случаи кои што се упатени на испитување, не сите се излезени како карцином, меѓутоа потребна е првин превенција, а потоа и навремено, значи откривање и третман на овој карцином.